Многу борци својот живот го дале за нашата мајка, нашата татковина, нашата домовина, нашата УПА Република Македонија. Тие се бореле во разни партизански одреди. Некои во Битолски, некои во Прилепски и во други градови од нашата земја. Нив ние треба да ги почитуваме и да ги цениме, да го уважуваме нивното дело, бидејќи тие направија се за ние слободно да живееме. Во продолжение на овој запис ќе видиме портрети на неколку наши борци. Браќата Ѓорги Наумов и Стефан Наумовстив се едни од најпознатите борци од Битола кои активно учествувале во антифашистичката борба за време на Народно-ослободителната војна. Уште пред Втората светска војна се вклучиле во револуционерното движење и биле меѓу организаторите на отпорот во Битола и Битолско. Ѓорги Наумов е роден на 18 јануари 1916 година во Битола. Тој бил еден од главните организатори на антифашистичката борба во регионот и командир на првиот битолски партизански одред Пелистер. Бил уапсен од бугарските окупаторски власти, осуден на смрт и на 12 септември 1942 година бил обесен во Скопскиот затвор. Неговиот брат Стефан Наумов, Стив, е роден на 27 октомври 1920 година во Битола. Тој бил активен организатор и раководител во партизанското движење и учествувал во формирањето на партизанските одреди и во борбите против окупаторските сили. Загинал во борба со бугарската војска кај селото Болно на 12 септември 1942 година. По војната бил прогласен за народен херој на Југославија. Со својата борба и жртва, браќата Наумови останале запаметени како символ на храброста, саможртвата и стремежот кон слобода во Македонија. Јордан Чопела е македонски комунист, борец во народно-ослободителната борба и народен херој. Роден е во Варош во 1912 година. Бил активен во Сдруженијето на тутунопроизводителите и организирал штрајкови за повисоки цени на тутунот. Во јануари 1942 година престојувал во Битола со цел да подготви нов партизански одред. Но, во април истата година бил предаден и смртно ранет од бугарската полиција. Прогласен е за народен херој на 2 август 1949 година. Во негова чест, едно од средните училишта во Прилеп го носи неговото име. Во Битола на Жолта куќа на улица Стив Наумов има спомен плоча. Родена сум во Лерин, а учев во Битолската гимназија каде што започна мојот бунт. Ко дел од партизанскиот одред Пелистер бев опколена кај селото Лавци. Тешко ранета од митралески рафал умрев под маки, но со крената глава за слободата. Киро Димитровски Дандаро бил битолски графичар, комунист и првоборец. Тој ја основал првата партиска печатница во Битола во 1940 година. Бил осуден во Белград, но избегал од затворот во Сремска Митровица преку подземен тунел во 1941 година. Работел во печатницата на весникот Борба ге во Ужице и бил политички комесар во Нов. Загинува во борба против италијанците во Босна во 1942 година. Неговото име денес го носи познатата печатница во Битола. Никола Карев бил македонски револуционер, социјалист и еден од значајните водачи на Илинденското востание. Тој водел Кршевската република и во народното сеќавање останал запаметен како нејзин председател. Никола Карев загинал на 27 април 1905 година во борба кај селото Рајчани. Неговите посмртни останки се пренесени во Македониумот во Крушево, каде и ден денес му се оддава почит. Гоце Делчев бил македонски револуционер, национален херој и еден од најзначајните дејци на македонската револуционерна организација. Тој е роден во Кукуш на 4 февруари 1872 година. Тој бил организатор, задграничен представник, творец на канали и чети и правило на револуционерното действување, со клучната улога во грањето на мрежата на организацијата. Тој загинал на 4 мај 1903 година во селото Баница, Сирско, во борба со османлиската војска. Тој не учествувал директно во самото востание, бидејќи загинал неколку месеци
пред неговото избавнување, но неговата организацијска работа била од суштинско значење на револуционерната подготовка. Ова станува збор за Илинденското востание. Неговите посмртни останки денес почиваат во црквата Свети Спас во Скопје. Даме Груев бил македонски револуционер, учител, идеолог и еден од организаторите и основачите на ВМРО. Тој е роден во селото Смилево во Хисарско на 19 януари 1871 година. Тој бил меѓу иницијаторите за основачката средба на организацијата во Солун и бил избран за секретар и касиер на Централниот комитет. Тој на Смилевскиот конгрес бил избран во главниот штаб на Илинденското востание во Битолскиот револуционерен округ. Загинал на 23 декември 1906 година на врвот Петлец, кај селото Русиново, Беровско, во борба против османиската војска. Неговата улога во револуционерната мрежа, во подготовките за востанието и во политичкото обликување на движењето го прави една од најзначајните личности во македонската историска меморија. Вечна ви слава, наши херои!